Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за астма, хронична, но контролирана состојба. Мој гостин и соговорник во студиото на оваа тема е професор доктор Дејан Докич од Клиниката за пулмологија и алергологија. Професор Докич, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден и на вас. Професоре, што представува астмата? Многу често сме говориле, но токму овој период некако од годината веќе станува сепак актуелна тема и колку е честа оваа состојба во земјава? Астмата е една хронична состојба, болест на респираторниот тракт, на долните дишни патишта, на бронхите, порано се викаше бронхијална астма, меѓутоа во некој случај може да се зафатат и алвеолите. Ова хронично воспаление може да има различна природа и етиологија. Честопати астмата ја поврзуваат со алергии, но таа е по-доминантна во пролетните месеци, кога имаме поголем број на поленски зрнца во воздухот, кои што се причина кај одреден само број на пациенти со астма, причина за нивната состојба. Во главном тоа се млади особи, и честопати ако ги распрашате во нивната фамилиарна анамнеза, ќе ви кажат дека имаат некој предок или некој родител кој што е болен од алергии, најчесто е поврзана со алергиските заболувања и пропратена со други алергиски заболувања и, како што реков, може да се јави уште у најраната возраст. Други пак форми на астма, како што рековте, се поприсутни во овој период, зимски и есенски, кои што не се асоцирани со алергиите, туку се предизвикани или провоцирани, подобро да кажам, од надворешни фактори, како што е промена на температурата на воздухот, особено студен и сув воздух може да предизвика астматски напади. Понатаму може физичка активност кај одреден број луѓе, не кај секого, јаки мириси, например, јаки бои, парфеми, можат исто така кај некој да предизвикаат вакви симптоми. Кај некои пациенти прашината, но прашината како хемиско-физичка субстанци кои што го надразнуваат дишното стебло, исто може да предизвикаат вакви состојби. Кај некој може лекови да предизвикаат, некои храни и така натаму. Значи, во овој период од годината можни се и вирусни и бактериски инфекции, кои што исто така кај одреден број пациенти можат да предизвикаат астматски напади. Така да, ако сумираме, астмата има многу лица. Секој има своја форма на астма. Токму затоа се смени и концептот на лекување на астмата. Една врста на терапија не може да ги опфати сите пациенти со различни форми на астма, туку се иде на индивидуален пристап во лекувањето, значи на секој пациент да се идентификува неговата форма на астма, причинителот, доколку може да се отстрани, доколку не да се даде адекватна терапија, која што на него највеќе ќе му одговара, а може би на некој друг со друга форма на астма нема да биде толку ефикасна таа терапија. Значи, секој има своја индивидуална терапија и пристап. Но, оно што е заедничко во терапијата на сите пациенти со астма, тоа е дека треба да им се овозможи квалитетен живот. Што значи тоа? Да го прават она што сакаат во животот. И претходно што го правеле. Што го правеле. Да не биде астмата пречка за било какви ограничувања во нивниот живот. И навистина сведоци сме дека доколку пациентите земаат правилна терапија и онолку долго колку што треба, и проблем е соработка со докторите, односно комплајанса, дали ја земаат терапијата која што во најголем дел е инхалаторна, па не секој ја зема правилно или онолку колку што треба долго. Еве, што покажуваат најновите протоколи во третманот на астмата? Ќе скокнеме малку од симптомите, кога сме веќе околу лекувањето. Да. На што треба да се внимава? Па, прво, ја би сакал само еден мал вовед да кажам дека еден од основните
симптоми е отежнато дишење, гушење, проследено со кашлица. Така. Некогаш имаме и само кашлица, па викаме астма која што е асоцирана само со кашлица, посебна форма, еве уште едно лице на астмата. И понекогаш свирење во градите. И точно заради тоа што имаат отежнато дишење, пациентите посегнуваат под бронходилататор. Така. Најпознат е вентолинот кај нас го има. Да. И ја ги разбирам нив, бидејќи тоа им помага, ги шири дишните патишта и пациентите полесно дишат. Но новите протоколи кажуваат дека не смее да се зема само бронходилататор. Секогаш мора да биде придружуван со противоспалителен лек од типот на инхалаторни кортикостероиди. Значи, секогаш кога имате потреба од бронходилататор, после него да се земе инхалаторен кортикостероид. Бидејќи честопати пациентите тоа не го прават, или можеби немаат, или можеби не го асоцираат едното со другото, фармацевската индустрија се послужила со еден трик, па ги врзува двата лека во еден и ги нарекуваме антиинфламаторни реливери или олеснувачи, така да двата препарата врзани во еден инхалер и со една инхалација се доставуваат двата лека со цел да се зголеми безбедноста на пациентот, бидејќи само земањето на вентолин може да придонесе и да доведе до статус астматикус, до тешки астматски проблеми, па некогаш и до смртни случаи. Значи, уште еднаш кажувам дека секогаш треба да се зема инхалаторен кортикостероид кога се зема бронходилататор. Така. Убаво рековте дека на пролет обично граѓаните, луѓето ја мешаат астмата со алергија, меѓутоа според овие типични симптоми кои ги споменавте, овој период од годината веќе почнува и сезоната на вируси, настинки, доста чести се и бронхитите, кои исто така даваат слична симптоматологија. Како да знаат граѓаните, или мора да се направи диагностичка проценка и процедури за да се утврди дали станува збор за астма или станува збор за бронхопневмонија, еве конкретно? Во овој период секако дека владеат настинките, тоа е вообичаено сезонски, сезонски воглавном вирусни инфекции на горните дишни патишта. Тоа би било дефиницијата со еден збор настинка. Најчесто тоа се безазлени вируси од типот на риновируси или од типот на корона хумани вируси, но морам да спомнам дека веќе во Велика Британија, а тоа ќе дојде и кај нас, прашање на време, новите два соја на COVID-19, Nimbus и Stratus, така се наречени, се веќе доста присутни. Исто така се на некој начин безазлени во однос на тежината на клиничката слика, но се многу заразни и поминуваат, значи, за кратко време со зарип над глас и гребење во грлото. Но и нив треба да ги земеме во предвид кога предизвикуваат настинки. Сите овие настинки кај одреден број пациенти кои што имаат астма можат да испровоцираат, како што реков на почетокот, еден астматски напад. Токму затоа треба пациентите да, доколку имаат настинка и немаат симптоми од долно-респираторниот тракт, да си ја само зимаат нивната терапија, која што е препишана од лекарите, но доколку почувствуваат тешкоти во дишењето, свирење во градите, интензивна кашлица, бидејќи и самата настинка е асоцирана со кашлица, во тој случај да се јават кај нивните лекари, да побараат помош и да видат дали треба да се интензивира антиастматската терапија со цел да им се олеснат симптомите. Така, да дадеме предности на прашањето од нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Во програма сте, да слушаме. Поздрав за докторот. Поздрав и до вас. Не можам ни под дрво, ни под камен да дојдам до него, а многу би сакала. Јас сум 70 годишна бабичка, а алергична сум на полен од моите 20 години. Маки мачам. Верувајте ме, со целата глава јас се осеќам дека мене ми е пуна со шлајм. Носот, носот бела течност, чиста прозирна бела течност, само ми тече, се гушам, не можам да спијам, целно и само правам
Верувајте ме, многу голема желба имам да дојдам до кај него. Лично кај него, зашто јас бев на трудова медицина 5-6 пати. Ми дава некои таблети тамо. Примам лоратадин, примам што ти не више, ова флуктоназе, примам све сум пробала, ништо нема. Бев кај на клиника на пулмологија сега пред едно 5-6 месеци. Ништо не ми помага. Сакам лично кај него, ако може, во ред, докторе. Да, еве ќе го прашаме докторот дали има термини во мои термини во амбуланта, бидејќи и покрај факултетот сте со обврски со студенти. Ќе добиете одговор, почитувана. Да, прво поздрав до гледачката. Благодарам што се обрати денеска да праша. Секогаш од напред еден месец ние ги даваме термините за следниот месец. Според правилата и според она што од нас го бара Министерството. Доколку пациентката не може да добие термин или не може да го зафати бидејќи има голем интерес, ќе замолам да нејзината лекарка издаде приоритетен упат и во тој случај ќе во рок од 7 дена работник ќе дојде до мене и ќе ја прегледам. Меѓутоа, да се вратам на нејзината состојба, она симптомите што ги кажува, повеќе се од горно-респираторниот тракт. И јас би советувал еден компјутер на синуси да направи на параназални синуси пред да дојде кај мене, а секако дека штом ќе дојде ќе ја ревидираме дијагнозата и ќе дадеме адекватна терапија, бидејќи честопати проблеми, воспаленија на синусите или на горниот респираторен тракт доведува до обструкција и до астматски напади или отежнато дишење во долните дишни патишта. Ние мора да ја најдеме врската помеѓу нив, причината и етиолошки да лечиме, а не само симптоматски. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Имам неколку прашања за докторот, пошто јас сум астматичарка. Така, повелете. Да, подолго време сум. Примам терапија, вентоли, серетида, спирива, па некои сеја нови, тримпов, некои, амонофилин. Секоја терапија добра е, не да не е добра, тоа се и од времето малку в катастрофа сме, пореметување на времето, дишење слабо имам. А дали сте пушач? Не сум пушач. Не пушам. Не пушам. Така, токму овој период чувствувате повеќе тегоби проблеми со дишењето? Да. Многу тоа. И предпоставувам и кога е воздухот загаден. Ми доаѓа некои тегоби во градиве. Добро. Примате веројатно тримбол, така рековте, тројна терапија примате? Да. Тоа е најсовремената терапија. Вентоли, серетида и спирива плюс. Ама јас ќе ве замолам, серетид и спирива ако ги примате, во тој случај тримбол не треба да примате. Или, бидејќи ќе ги дуплирате, тоа се сите тие 3 лека што ги спомнавте содржани во тримбол. Тримбол има 3 лека внатре, а тоа се серетид и спирива. Повеќе или помалку слични лекои. Значи, или ќе примате овие 2, серетид и спирива, или ќе примате тримбол. Немојте и двата, бидејќи се идентични скоро лекови. Од иста група на лекови, ајде да кажам. Ќе ја дуплирате терапијата. Значи, ќе треба да се одлучите. Предно секако ќе дадеме на еден препарат, односно инхалер, што има 3 лека одеднаш, бидејќи на тој начин поедноставно е земањето, штом го зимате со еден ист инхалер. А вака замислете дека треба 2 инхалера на 2 различни начина се употребуваат и колку може пациентот да ја совлада техниката на земање, која што е изваредно важна. Верувајте, прво што ќе провериме кај секој еден кој што се лекува од астма или во случајот можеби и ХОП, е техниката на инхалација. Доколку пациентот не зима правилно, џабе е терапијата. И нормално дека ќе има симптоми и ќе каже не ми помага терапијата. Секогаш е едукација на пациентот, проверка и лично да демонстрира како го зима лекот. Доколку има проблеми да се коригира. Доколку не може да ја совлада техниката, друг некој инхалер кој што поедноставен
кој што ќе може пациентот да го прима, бидејќи он мора да го прифати него. Тој ќе му биде животен сопатник долго време. Да. Ако пациентот не го приемчи тој инхалер, тогаш тешко ќе се придржува на терапијата. Значи, многу е важно техниката и едукацијата. Ние ја правиме на клиника. Еве, ја лично секој пациент на кој што ќе му препишам некој лек, јас им го демонстрирам. Тоа треба и матичните лекари да го прават, а сега, како што слушнав, и во апотеките тоа ќе биде преку фармацевската комора. Така да сметам дека е тоа одлично нешто. Не е тоа една таблета што треба да се голтне и секој знае, туку е техника која што бара внимание. Имаме и пациенти што се повозрастни, па не можат секогаш да совлада техника. Имаме деца кои што исто така не се во таа возраст да можат самите тоа да го манипулираат, така да многу е важна едукација. Така е. Ќе вклучиме уште неколку гледачи, почитувани во програма, сте, повелете. Добро утро. Добро утро, добар ден, повелете. На телефона Даниела, еден поздрав голем до докторот и сакам да поставам, да речам ми можеби неколку прашања. Добро. Веќе 3 години имам проблем со дишењето. На почетокот ми почна со како отежнато дишење и постојано ходев на доктор, ми става све кортикотерапија, меѓутоа друго ништо и така да мислам дека од несоодветно лечење се ја пати астмата. Пошто најверојатно тоа бронхиите само се отвараат, а не се лекуваат и најверојатно шлајмот се останува внатре во самите бронхи. Правев и почнав да користам, бев и на пулмологија, бев и на ТБЦ. Значи, стварно најискрено докторе, тешко е да се најде соодветен доктор што ќе посвети внимание на пациентите и за жал од непосветувањето на вниманието многу често се случува да јас допред 3 месеци јас немав точна диагноза, а се полошо и полошо ми стануваше. И иначе користам Фостер, имам проблем со синусите и најскрено бев и надвор од државата за проверка, бидејќи се полошо не можев да одам, значи ни 5 чекора и покрај терапијата и све. После тоа што, како што рековте, се установи дека не сум го ставала точно спреот како што треба. Да, и сакав да прашам во врска со кога бев надвор од државата на проверка, прв пат слушнав дека требало и озонофили да се проверуваат во крвта. Да. За да се види точно што и како е, правев алерготестови на све, излукок од луѓа, значи све и тоа све сама барате да ми се направи. Кислородот во крвта ми беше многу низок исто. Е тогаш докторката малце се растревожи и рече леле сега што ќе правиме. И бев дури во Виена еве најискрено на доктор. Таму ми рекоа дека најверојатно станува збор за еозинофилинска астма. А дали бројот, се извинувам, дали бројот на еозинофили бил покачен? Да, покачен беше. Колку ви беше? Тогаш ми беше 25, а сега баш правев, пошто имам панекоицит на телото. Ја не сум имала до сега, докторе, некој таков напад. Туку све постојано со многу потешко дишење, иначе напад за пушење до сега не сум имала. Фала Богу. И сега, пошто добив некој осип од нигде никаде на телото, прв пат во животот никад сум немала осип, сега моментално езонофилите ми се 16,3. Добро. Сакам да прашам дали е доволно Фостерот, Вентолин не користам, ефтен некогаш ако има потреба. Го купив и тоа што е, мислам, таму ми го дадоа, аерокамберот, што се посоодветен за директно, нели, шприцање на тавакото, на инхалаторот. И сега сакам да им именот почеток ми беше и страх, пошто никој не ми објасни дали се станува зависник од тоа, дали можеби бидејќи имам 49 години, па можеби ми се случува нешто во, нели, со текот на годините, не знам, со 45 година нешто све се случува во организмот. Па сакав нешто во врска со тие озонофилите, едно мало појаснување дали можеби тие прават некој проблем во телото. Така, во ред ќе добиете одговори на конкретното прашање, но и општ коментар за вашата состојба. Секој е добро, господје. Да. Па прво, да кажеме за спреовите. Било кој спреј. Во овој случај станува збор за Фостер, кој што е комбиниран препарат на бета-2 агонист за долго делување.
бронходилататор за долго делување и на инхалаторен кортикостероид. Меѓутоа, секој спреј препорачувам да се зима преку тој опти-чембер или аерочембер што е даден кај господјата во Виена, заради тоа што на тој начин правилно ќе го земаат лекот и во доволни концентрации во кои што се пропишани. Значи, ако веќе се зима спреј, многу е тешко во прав момент, во дел од секундата да притиснете, тогаш кога почнувате да зимате воздух. Так. Инаку спрејот, скоро сите спреови, испрскуваат лек со брзина од 800 км на час. Па се налепува на слузокожата од грлото, па може да настане кандида, може да настане зарип на глас. Сето тоа се избегнува преку тие опти-чембери. Така да, моја препорака до сите оние што земат спреј, дали е Вентолин, дали е некој било кој друг спреј, да употребуваат вакви спейсери или опти-чембери, преку кои што правилно ќе го зимаат лекот без да имаат несакани ефекти од неговото земање. Тоа е број 1. Број 2. Еозинофилите се изворедни, се воспалителни клетки кои што еволутивно кај нас сите се присутни и се вклучени во борба против паразити. Меѓутоа, во нашата земја не е како во Африка да имаме многу паразити, така да во овој случај тие се вперени против собственото ткиво и го оштетуваат слузокожата на дишното стебло, но може и на било кој друг орган. Значи, тие кога се наоѓаат во поголема количина, како кај пациентката, тие се доста штетни и во тој случај таквата астма ја нарекуваме еозинофилна астма. Кај пациенти кои што може да ги контролираат симптомите со инхалаторна терапија или може би дополнителна орална кортикостероидна терапија, во тој случај не се превземаат некои други активности, бидејќи или други лекови, заради тоа што се под контрола држи болеста со инхалаторна терапија и, евентуално реков, орална кортикостероидна. Но доколку и тоа не помогне, а имаме такви случаи, во тој случај, кај нас на клиника даваме едно моноклонално антитело, реслизумаб се вика, кое што го намалува бројот на еозинофилите и на овие пациенти им овозможува еден нормален живот, бидејќи исчезнуваат симптомите и имаат квалитетен живот. Меѓутоа, тоа е само кај оние кои што се добро, селектирани, не може да помогне кај секој, кај одредена група, но тие колку што се добро селектирани имаат изворедно добри резултати. Така, професоре, колку е важна раната диагностика за да имаме добар резултат или успех во контролата на состојбата со астма? Знаете што, раната диагностика во секоја болест е изворедно важна. И затоа луѓето одат на контрола. Така. Сега прашање е тоа колку често одат. Да, како што се и пожалија, тешко е. Не може за 15 минути од мој термин да обрнете внимание и да објасните на секој пациент. Големиот број на пациенти го скратува времето на лекарот кое што може да го посвети на секој пациент, а уште помалку да има време да им објасни на кој начин да ја зимаат терапијата, ако треба нагледно тоа да го направи со инхалери. Раната диагноза е многу важна, бидејќи го спречуваме хроницитетот, времето за кое што болеста ќе тлее. Доколку вие на почеток се јават пациентите и на време се диагностицира астмата, може многу успешно и многу брзо да се санираат проблемите, да се санира симптомите, да пациентот има период од својот живот без симптоми, односно да може да си ги врши сите своји активности. Секако дека треба да се највеќе и најмудро е да се зима локална терапија. Ако можеме, а тоа ја доставуваме преку инхалери, и таа уште еднаш ќе потврдам за една гледачка дека не создава на зависност. Така. Тоа не е некоја лек кој што создава зависност, туку тоа се инхалаторни кортикостероиди и бронходилататори најчесто во комбинација. Ефекти? Несакани ефекти, како што реков, може да има инхалаторната кортикостероидна терапија доколку не се зема правилно, како што спомнав, особено кај спреовите, може да најчеста компликација е кандида, значи една габичка која што многу тешко може после да се лечи, и зарипнат глас, кој што се избегнува со тоа што им се дава совет на пациентите секогаш после земањето на инхалацијата од инхалерот да ја гаргарат устата со вода неколку пати.
и некогаш можат и сода бикарбона да стават во водата. За прочистување, да, прочистување, па и ни статин капки не е лошо од време на време да земаат превентивно. Или во форма на лечење доколку се јави кандидат и диагностицира. Други некои несакани ефекти системски нема, бидејќи сите овие инхалаторни кортикостероиди се со ниска биорасположливост, значи многу малку и скори воопшто не се ресорбираат во крвта. Така да долготрајното давање со години, правени се испитувања, не делуваат штетно по системското здравје. Како што, например, би било тоа кога се дават орални кортикостероиди, тие се даваат само строго во одреден број денови и одредено долго време, се разбира со одредена количина строго контролирана. Така, веќе кога ќе диагностицирате астма, предпоставувам првото и најчесто прашање е дали цел живот ќе треба да ги користам овие спрејови или терапија? Одговор на тоа прашање не можам да дадам, бидејќи секој има, рековме, своја астма. Кај некој кој што имаат алергиска астма, освен овие спрејови, во предвид може да дојде и имунотерапија. Ако се идентификува на кој алерген се алергични, ако им се даде во форма на така да наречени вакцини, мислам, сличноста со вакцината е само тоа што се дава на исто место. Инаку тоа се истите тие полени, физички и хемиски преработени и дадени или под јазикот, или субкутано, подкожно. Така да тие не се ни даваат како другите вакцини што се даваат интрамускулно. Сосема друг начин на делување имаат и тие се даваат одреден број години и пациентите кои што ги примаат веќе не се алергични на оној алерген на кој што биле и тој ефект трае и до 15 години, а оние што имаат лесна форма на астма или средно тешка ќе исчезне, оние кои што се уште не ја добиле нема ни да ја добијат, бидејќи природниот ток е почнува од алергиски ринитис, па се спушта надоле како алергиска астма. Така да, кај тие, например, имаме и друг модалитет и кај тие пациенти не можам да кажам дека ќе го примаат целиот живот. Ќе го примаат одредено време додека имунотерапијата не ги покаже своите ефекти. Кај некои други ќе треба подолго време. Се индивидуално, значи. Но само сакам да кажам колку е тоа долго од прилика. Една студија на Н. Вулкок во Австралија се правени така да инхалаторни кортикостероиди се давани на пациенти со астма и после година и пол уште имале знаци на една преосетливост на бронхијалното стебло, така да најмалце би рекол година и пол. Тоа е најкратко, а колку долго не би можел да кажам. Професоре, вашата стручност и професионалност уште еднаш беше докажана и признаена и во Европа. Од неодамна сте председател на одборот на Алијанса за алергија и астма на Централна и Јужна Европа. Импозантна позиција. Што значи самата ова позиција за вас и воопшто за македонската пулмоалергологија? Ова алијанса е сочинета од земји кои што се членки на Европската Унија. Единствено нашата земја не е членка. Еве имаме и навистина, кадар токму од... Мене ми представува огромна чест пред се. Затоа што доаѓам од земја која што не е членка на Европска Унија, но кога ќе отворите горе на веб страната, ќе видите дека горе стои името на нашата земја за која што сум посебно горд. А тоа е едно признание на целокупната работа што сум ја направил во мојата кариера и ние целокупниот тим на нашата клиника, а секако дека е тоа признание и за нашата земја, бидејќи сепак и тука има некој кој што се занимава со оваа работа, а е препознаена и ценета во европски рамки. Така, да се биде во друштво на врвни стручњаци од Европската Унија, како што велите, доаѓаме од мала земја, навистина чест и привилегија. Професоре, честитки уште еднаш за овој успех и ви посакувам уште многу успеси. Навистина е задоволство секогаш да се разговара со вас, затоа што секогаш имате практични корисни совети за пациентите кои имаат пулмоалерголошки проблеми. По мене ми е жал што повеќе пациенти не можат да дојдат до мене, но еве во вакви прилики ќе користам да укажам за некои нови работи или некои практични совети кои што можат пациентите да ги применат на себе.
Така и да останете тука во интерес на пациентите. Ви благодарам уште еднаш и ве очекувам повторно да бидете дел од Добриот доктор. Со задоволство. Да, почитувани вам, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!